Ако го примиш Светиот Дух, тој ќе направи исцелување во човекот за кој се молиш. Светиот Дух или Божјата сила ќе ти го открие јазикот со кој ќе можеш да молиш и да бараш од Таткото Небесен. Светиот Дух ќе ти протолкува, тој прави чуда, тој знае се, ќе ја пресече врската со демонскиот свет, одделувајќите како чист сад за него. Зошто 9 дарби? 3 по 3. Дарбите се манифестираат во тело, во дух и душа. Кога човек умира, светлината што е во него не оди во земја, туку како воздишка која се одлепува од материјалното тело, се враќа кај Отецот наш. Светиот Дух е како бодликава жица за демоните. Не можат да прерипаат таква ограда, зашто е огнена. Затоа исполнувањето со ново вино или со мојата Исусовата крв ќе ве направи отпорни на патот што го одреди. Собирот на луѓе или црква во мое име, вели Исус, е духовна градба која подлежи на духовни закони. И тоа 2. Заеднички именител и на двата закони е љубовта. Оној кој не сака да љуби, не знае да љуби или одбива да љуби, сам си пресудува. Или љубов, или смрт. Кога го љубите Бога и својот ближен, вие сте под духовна гаранција или под надлежност на Бога. Ако го сакате Бог, ќе му служите со срце што трча по наградата. Те во мајчина утроба сме веќе видени од окото Божјо и не треба да глумиме добрина. Праведен не е никој од вас. Само Господ Исус Христос е единствениот безгрешен, кој прифати да биде осуден без вина. Зборот праведен и оправдан се суштински различни. Тоа луѓето не го разбираат. Облечи го мојот ум со Божји мисли. Мил Господ Исусе Христе, ја барам само Твојата правда и праведност. Амин.